Почитувани, добар ден, ова е новото издание на Црвена линија. Денес ќе проговориме со вас за следнава тема. Бугарска фондација нуди по 300 евра на македонски граѓани што ќе се го променат презимето. Кампања за жителите на Северна Македонија со бугарско потекло. Вратете го вашето презиме во ОФ или ЕФ и добите 300 евра. Контактирайте Фондацијата Македонија, Бугарската фондација Македонија во македонската јавност. Меѓу другото, ќе подсетиме, важи за организација со негаторски ставови кон Македонија и македонскиот народ и историја. А незиниот основач Виктор Стојанов изрази револт зошто му е забранет влез во Македонија на неодредено време. Виктор Стојанов во континуитет измислува начини како од македонците во поширокиот регион да направи бугари, а тоа вклучува најави за купување фудбалски клубови, за формирање бугарска политичка партија, плаќање претплата за бугарска телевизија, делење книги и подароци и други провокации кои досега немаа кој знае каков успех. Зашто станува збор со кампањата за промена на презимињата? Нова провокација или обид за асимилација? Тоа е оно што ве прашуваме денес во Црвена линија, секако ве прашуваме и на Инстаграм стори, па ќе започнеме од социјалните медиуми, веднаш се разбира со насока да не заследите во овој момент секако на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. Денешното анкетно прашање на Црвена линија гласи вака: дали нашиот источен сосед ја премина Црвената линија? Две опции за одговор имате, едната е да, другата е не. Кликате онаму каде што стои одговорот, кој што е ваш, и секако резултатите процентуално ги соопштуваме редовно по рекламите. Но секако и подсетување дека треба да не заследите и на социјалните медиуми, поточно не има на Facebook како Црвена линија, таму шернувате, лајкнувате, коментирате. Истото можете да го сторите и на профилот на Телма телевизија на Facebook и таму редовно секојдневно ја објавуваме нашата тема и не заборавајте, не има и на Twitter. Како и да е, со нетрпение очекуваме да ве слушнеме вас, како што и во секое наредно издание на Црвена линија ви има во огромен број. Па, еве, може секако и за оние кои што активно земаат учество во Црвена линија, вртејќи го телефонскиот број 023070005, веднаш да ги прашаме дали според вас, еве, во ова издание на Црвена линија, нашиот источен сосед ја премина Црвената линија. Да видиме кој ќе биде одговорот на првиот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво. Па дали нашиот источен сосед ја премина Црвената линија? Според мене источниот сосед е гола вода. Тој, мислам, не за да преминеш Црвена линија треба да имаш нешто многу, да си моќен, спремен за да преминеш некоја Црвена линија. А он е бетер голче од нас овдека, така да јас многу не му придавам значение. Кај мене опасноста е тука, да речеме, ако веќе збориме околу тоа понудата за презимање, па сега што да правиме, јас сум нов. А тоа значи дека сум бугар? Не сум бугар, а има една зафрканција, друга на ОФ, ама не ја кажувам тоа. И се чувам за себе. Знаеш, како да кажам, се слушаме? Да, продолжете, како не, ве слушам. Да, добро. Значи, сакам да кажам дека цела математика ја играат овдека, значи, Западот, пак ќе го нагласам, секојаш треба да сватат луѓето дека ние со Бугарија немаме проблеми. Тие се секогаш биле на страната кој како ќе дојде, така они уз него. Неко не ги била. Опасноста е од Западот, значи опасноста е Британија, Европска Унија, Америка. А дали гледате опасности во понудената сума 300 евра? Па сега, ако се продал, што да му правам? А инаку нисам поединецот, инаку би кажал една друга работа, ама времева ми истече, ми ја одзема мислата кога ми прашуваше. Ај друг пат, поздрав, пријатно. Па може и во текот на ова издание, секако дозволено е повторно, се разбира, да се вклучите и да си добиете нови 90 секунди. Секако благодарам еве за тоа што со вас ја започнавме Црвената линија. А дали нашиот источен сосед ја премина Црвената линија овој пат? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Добро, како и да е подсетување сега како технички аспект, особено до оние кои што можеби до сега немаат пракса да се јавуваат во црвена линија, во контактни емисии. Напомена само намалете го веднаш тонот на телевизорот и зборувајте телефонски преку слушалка. Добар ден. Добар ден, јас сум на линија. Да, и тоа сте во црвена линија. Кога зборуваме за црвена линија, источниот сосед ја премина ли овој пат црвената линија? Мене ме прашувате, дали сум јас на линијата, нема број, нема... Да, вие сте, конкретно до вас прашувам. Вака се, тој сака да отвора фудбалски, значи, тимови тука, сакам да кажам дека се занимава со спортот. Во Скопје има 5-6 затворени базени, може да се игра и ватерполо за младите. Во Битола нема ни еден. Скопје се премина на линија во спрема на Битола. Немаме ни еден, младите не може, само во дрога и во казина се вложува. Не се вложува во ниту што. Бугарина може и сака спорт да отвори, кажа може младите сака спорт да играт, може неќа дрога и казина и алкохол и цигари на секој 500 евра. А дали има младите сакат промена на презимињата за 300 евра? За тоа не знам, ама има луѓе што за 100 евра би те наместиле в дупка да праднеш, че има за 500 денари, значи за една паковка хероин. Ке те наместат и ке те убијат. Значи, ке те наместат, ке ти дадат отров. Значи, Добра, еве во однос на темата сега, дали цела оваа кампања ви личи на асимилација или пак само нова провокација? За мене да. Пошто јас сум асимилиран и како во претходните години, што Турско како што ги асимилира од 45-та војна тако беше за кој ги протерива геноцид врз македонците. Во ред, разбирам, ама тај фудбал, спорт, нема дрога и казина, нека надвор од градот, од училиштата. Благодарам многу еве за вашето јавување. Ги слушнавте досега двата одговори на нашите гледачи, па продолжуваме понатаму секако со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас ви се чини ли ова дека е нова провокација или пак едноставно обид за целосна асимилација, што е уште пострашно, еве прашуваме дали може би и преминување на црвената линија? Не, ова е чиста глупост, поради тоа што Радев немаат недостаток на идеи имаат и сега нема што друго да направат и на Еф и на Оф. Еве, јас сум Георгиев, не сум. Од Источна Македонија, од Кочак. И сега како јас бугарен сум, што сум јас? Па мојот дедо се борел против фашистите бугарите. Како може да бидам јас бугарин? Ова е само провокација од нивна страна, глупа провокација, недостиг на идеја, ништо повеќе не е. Немат што да кажат друго, пробаа со отварање на клубови на докажани фашисти, што уништеле се што е македонско, да ги величат во Македонија. Крива е државата што им дозволи такви работи да се отвараат тука, во Македонија. Инаку, бугарите, знаеш, ќе се обидуваат нон-стоп, тие вечна желба и е Македонија да биде Бугарија. И македонците да бидат бугари, поради тоа што тие, како може на цар Борис таткото да биде германец, мајката италијанка, тој бугарин. Каков е тој бугарин од германец и од италијанка? Тие се племе, донесени од зад Карпатите, од таму, кај татари, донесени и сега провоцираат. Они ромите ги сменија имињата во Бугарија. Или ти како... И ти турците и ромите кај во Бугарија, ако влезеш во Бугарија, бугарин си, нема трето. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да следите црвена линија. Продолжуваме и со она што го има напишано Бекјаровски Нико. Вели, ако сите милиони кусур македонци решиме да се презиваме Македонов и Македонова, од каде ќе најде господинов 400 милиони евра? Бате Гане, срдечен поздрав од Нико Македонов Бекјаровски, а ми сега казва каде се парите. Па еве, според вас, дали ова сево представува повторно нова провокација или обид за асимилација и дали овој пат според вас источниот сосед ја премина црвената линија? Добар ден. Дали се слушаме? Повелете црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте.
Па, видите, јас сум возрастен човек, се јавувам од Крива Паланка. Поздрав голем до вас секако. Да. Видите овака, бугарите не да ја помина црвената линија, туку и црната, и фашизоидната линија, веќе нема крај на омрза и провокација. За тоа е виновно раководството на Република Македонија, а во исто време и Европската Унија. Меѓутоа, јас да ви кажам еден друг пример. Како возрастен човек, 60-те години предаваше ми историја и географија професорот Миле Трајковски од Крива Паланка. Тој бил професор во Бугарија од 46 до 48 година, кога председател на Бугарија бил Ѓорѓи Димитров. И јас имам сеќавање ова и добро памтам. Во тоа време околу 250 учители македонци биле во Пиринска Македонија, каде ги учеле македонците што живееле во Пиринскиот дел на Македонија. Меѓутоа, Ѓорѓи Димитров со Јосип Броз Тито сака да направат Балканска унија, Сталин тоа го не сака, ги повикува, меѓутоа безбедносни сили Тито те не го пуштат, бугарите го пуштат и Ѓорѓи Димитров бил од Сталин отруен и навратен во камион да се враќа. Значи, замислите, околу 250 учители македонци имало, што ги учеле македонците во Пиринскиот дел на Македонија. Благодарам многу за ова што го споделевте со нас и како и со одговорите кои што ги дадовте. Една напомена, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е секое поединечно излагање, но секако доколку сакате нови секунди, завртете повторно. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Македонската клетва се повторува во историјата. Да не се враќаме многу назад, ни се нудело за торба брашно да промениме вера и некои ситни бенефиции кои са добивале нашите предци, да ги не набројам генерации пред тоа, па им се нудеше пасоши економски и тоа го направија. Сега не се нудат 300 евра да го промениме името и презимето, да преживееме. Што работи нашата актуелна власт? Што работат нашите академици? Што работат нашите школи од градинка, да кажам, предшколско образование, основно, средно, факултети, магистратури, докторати, историчари, што ги имаме насекаде во Македонија и што ги имаме насекаде во светот. Пријатели кои се барем така се декларира дека ни са пријатели. Па дај бе Македонче, освојсти се еднеш, време ти е. Око тебе сите ти тапкаат по рамето и сите сакаат да ти земат нешто. Јазикот, идентитетот, историјата и да направи. Што ќе кажат нашите предци кои лежат во гробовите? Дали ќе станат они да се повинат и да кажат дај тебе време, ви оставихме нешто од времето на турско. Благодарам многу. Уште една напомена, само внимавајте на тајмерот. Да ги вклучиме малку и твитерџи. Еве, на Твитер е објавена фотографијата на Виктор Стојанов и Ј. Бургундин напишал едноставно ха, додека старецот коментира на ова 300 евра не ти стигаат само документите да ги смениш. Како и да е, дали ваквата понуда всушност за вас е нова провокација или обид за асимилација и дали овој пат според вас источниот сосед ја премина црвената линија? Добар ден. Добар ден, дали слушаме? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Дали е намален тонот на телевизорот? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Ало, слабо ве слушам. Ние ве слушаме одлично. Повелете. Али добро ме слушате вие, ба? Да. Еве, ако гледате и потврдувам. Навистина е провокација со презимињата. Што се пара промената на презимињата се тие
во Бугарија има доста такви презимиња на ОФ, на ЕФ. Па и нашите дедовци и линденските имија ги имаја на така. Имаме Гоце Делчев, Киро Григоров, имаме такви презимиња, но тоа не значи ништо. Презимето не значи ништо во однос на идентитетот. Но факт е кај нас дека после Втората светска војна многу презимиња кои што беа на ОФ или ЕФ беа претворени на додаено му беше ски, само да се разликуваат од бугарските презимиња. Тоа е факт. Никој не може да рече дека не е тоа факт, дека беа пременувани. А што се однесува до македонците во Пиринска Македонија, ние сметам дека бараме прекуле погаса. Тие си го имаат своето писмо, уште од Климентовото време, и азбуката имаат и Климентовото писмо. И никој да не бара нешто, тие луѓе да му врши геноцид. Зашто ние припаѓаме на српскиот културолошки свет. Па што сакаме сега и нив да ги посрбиме, нема да оди тоа така. Пиринците нема да се посрбат како нашто не посрбија. Благодарам и пријатно. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Значи, бугарите не да поминаат Црвената линија, туку тие влегува и од Црвената улица. Видете, јас ќе ви кажам лично искуство. Мојата фамилија, памтам одамна, до 39-та година се презиваше на Ич во кралството Југославија. Од 41 до 43 на В. Од 44 наваму ние сме на ски. И тоа треба да се запамти и да се задржи. Бугарите ќе си прават што ќе си прават тој, него чарето е за мене лично да се продолжат преговорите во Европската Унија. Нека влезат и тие бугари во уставот, ама ќе се види дека постојат и бугари, ама постојат и македонци. Проблемот е решен. Значи, ние треба да си продолжиме на тој начин. А колку бугари има, тоа е друга приказна. Што значи, не е се едно дали вие действувате од внатре во Унијата или од надвор. Ние сега од надвор само тропаме, само джавгаме, ама овие си ја тераат како членка на Унијата. Мислам дека тоа е единственото чаре и треба да се надвладе, да речам, македонскиот синдром инает и суета, да се почнат преговорите. Стај ги вре таму уставот, днеска се видат колку се. Ќе почнеме со кластерите да ги решаваме и јас се надевам дека оваа држава ќе си дојде на ред само преку Европската Унија. Друго чаре нема, ние овде меѓу себе ќе се изедеме. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Повторно е уште еден твит. Ви ги читаме и твитерџи, секако на нив да се надоврзете или пак горе-долу може би ќе имате сосема спротивни ставови во однос на тоа што пишува Твитер заедницата. Ке биде 27 напишал, важи ли море за албански, ромски и така натаму фамилии. Свите ќе го менјаме презимето, у Бугарија ќе доаѓаме у ЕУ. Така напишал ке биде 27, а сега веќе ќе биде и следниот гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер и вам. Кога начекале бугарите, ови нели албанци, грци, кога начекале, како викаат, село без кучиња, што сакат си прават, си уценуваат, си бараат, си бугаризираат, си албанизираат, си погрчуваат, нема кој да брани, ние немаме власт, ови нели с големија плати на 3000 евра, премиер, председател, министри, тие фудбал си играат. Деца умираат, тие фудбал си играат. Па са Бугарија била крива, дека нуделе по 300 евра. Че нудат, кој има да брани нешто во Македонија? Има власт, има држава, има полиција, има разузнавачки служби, тој да го спречат ове нели трговецов што расфрла пари и во Албанија ке наши македонци, и на Косово ке наши македонци, и во Македонија има некој да го спречи. Толку администрација има, инспектори, полиција, ДБК, кај се тие бе работат нешто? Или земни плата и ајде Солун на шопинг, на уживање. Троши пари таму наши македонски. Што работат тие?
чуваат нешто македонско. А овој, пред мене запнал за ЕУ. Абе ти, твоја партија СДС ја банкротира, ја сотре Македонија. Воз немаме, лекови немаме, ништо нема. Се уништивте и тој тргнал за ЕУ че одел. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Една напомена, само воздржете се разбира, колку и да сте револтирани и гневни, немојте да ги вреѓате или пак се разбира тоа не се случи. Ова е само една напомена. Не ги коментирате и секако и гледачите кои што се вклучуваат, бидејќи секој гледач има право, се разбира, да го каже својот став. Како и да ја продолжуваме понатаму, добар ден за следниот гледач. Добар ден, Тина. Добар ден. Па еве, источниот сосед според вас ја преминали овој пат црвената линија? Ќе кажам, прво да му кажам на Тале, че жали за титулите го нејчи. Не сакам други да коментирам, ама близко сум до говоро. Јас ја по... Не Бугарија дека ја премина границата, не бе зашто да ја премини. Супер! Супер држава која си најдува начин да не асимилира. Супер држава. Ама се прашувам како таа Европска Унија или таа фон дер Лајен што и свирка во Хрватска не си речеше, да речеше што му прав на овај народ. Што му прав на македонскиот народ? Зошто таја да се презиваме во Германија Шолц, Франц, не знам како, оти не ни дај државјанство. Оти тоа не го негира и не му речи величи Европска Унија и Бугарија. Бугарите ја ти поздравувам. А од друга страна, опулете се на ВМРО и СДС, што прават? Затоа ни дојде албанската популација да биде 30%. Навреме беа паметни, си ги зедоја и кажете ми сега дали гледате опасност? Се извинувам, дали ме слушате? Се извинувам, дали гледате лично опасност еве во оваа непристојна понуда во вредност од 300 евра? Реков не е непристојна, тоа е нормално. Зошто ние не понудивме на нашите роми, на македонците во Бугарија, во Албанија, во Грција, кај спија во МРО-СДС за тоа време? Сега бугарите, му честитам. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Повторно Твитер, Стар Лорд го има напишано следново. Сите мажи од 9 до 90 години ќе добиеме по 300 евра од овој тута Виктор Стојанов за да сме смениле презимето на ОВ. Ние веќе имаме нешто со ОВ, презимето не морат уреду е. Како и да е, дали е во ред ова последна понуда која што доаѓа од страна на Бугарската фондација Македонија и дали со ова источниот сосед веќе според вас ја премина црвената линија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Ви благодарам и ја ве поздравувам сите. Ги поздравувам и сите гледачи на вашата и нашата телевизија Телма. Благодарам, ве слушам. Темата ви е мощна, чувствителна и убава, и убаво прашање. Ја мислам дека народов е свесен, нема пари кои што може да ми го промени моето презиме, и моето државјанство, и мојата нација. Јас така го резонирам. Меđutim, има и такви кои што од економска гледна причина е за да идат во Европа, купуваат пасош. Едно време ние плачаме, не јас, ние, граѓаните на Република Македонија, во Софија беше 500 евра, 1000 евра, 1000 марки, дури и фалсификувани пасоши ни продаваат. А сега тие нудат пари. А тоа е убаво прашање зашто нудат. Затоа што сакат да не искриват нашата историја и нашите националности. Нема да успеат. Тина, да ви кажам нешто. Јас сум горд на Македонија. Се уплашила Европа од нас. Се уплашила Бугарија. Значи, да се восхитуваме. Па некаде не примати во Европа. Еве, има и други пошироки блокови. Па можда Русија, можда Кина. Ќе видиме што е. А ако не примат, ќе си одиме таму. Меđutim, стравот нека им стои кај нас. Кај нив, а не кај нас. А бугарите не може да не окупират и да не освојат. Јас ви гарантирам. Зашто знам, многу војни изгубија. И со фашизмот и со се. Така да пак се губитници. Ви благодарам и ве поздравувам. Ве поздравуваме и ние. Сега ако продолжате да не гледате, и еве колку за подсетување,
Бугарската фондација Македонија во македонската јавност важи за организација со негаторски ставови кон Македонија и македонскиот народ, секако историја, а нејзиниот основач Виктор Стојанов изрази воедно и самиот револт зошто му е забранет влез во Македонија на неодредено време. Но како и да е, ние ве прашуваме денес дали со оваа понуда, сушност од страна на Бугарската фондација Македонија премината овој пат црвената линија. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот? Да, намали. Мислам дека е подобро, повелете. Само да ве прашам, како се вие прозивате? Како се презивам? Да? Таутовик. 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 Дали некој на вас дали некој на вас ви прави проблем што вие се прозивате така? До сега не. До сега не. Значи, самите ваши емисии, вие ги бугарите многу величите, многу и давате важност. Значи, дали јас ќе се прозивам на ОФ, на ЕФ или на ИЧ, као, нели? Или на било кое презиме, тоа е наше право. Зошто вие толку и давате на бугарите важност? Прекинете со нивните пропаганди да ги ширите во Македонија. Вие ги ширите нивните пропаганди. Да, како ги шириме? Во Бугарија, било која македонска емисија не се гледа и ако се нешто каже во Бугарија од страна на македонците за бугарите, тоа воопшто не излева во јавност. Вие претеравте со нивното, самите вие ги величате. Кои се тие бугари? Нека си гледат нивната работа. Зошто ги толку величите и зошто толку и ви си правите? Тај бил Виктор, тај бил не знам кој бил. Значи, институциите нека си работат својата работа. Гонете ги институциите, не го прашете народот. Народот не може да ви одговоре. Народот, некој така размислува, некој онака. Прашај. Благодарам. Секако и вие, како дел од народот, ни дадовте одговор на нашите прашања, а ние имаме само конкретни прашања и не гледаме дека нешто величаме. Единствено, само ве прашуваме дали нашиот источен сосед овој пат ја премина црвената граница со понудата од Бугарската фондација, која што нуди 300 евра за промена на презимето. Па еве да видиме што ќе одговорат гледачите. Секако еве слушате досега какви коментари има. И сите се добре дојдени, се разбира се, додека се етички прифатливи, односно со ненавредливи зборови, говор на омраза и тенденција за насилство. Добар ден. Добар ден, дали имаме некого на 02307 0005? Јас само ќе подсетам да имате секако трпение, интересот е голем и веднаш да се намали тонот на телевизорот, секако да немате чувство дека има преклопување во јавувањето. Добар ден. Се слушаме ли? Најверојатно не, како и да, јас ќе подсетам дека ако негде секако можете да продолжите да коментирате и да развивате дискусијата, тоа е секако и на нашите социјални медиуми. Само ќе подсетам дека тука пред се треба да кликнете на Facebook црвена линија и додека го очекуваме следниот гледач, еве да потенцирам како и да ви представам како изгледаме ние всушност на Facebook, каде што е објавена и денешната тема, ако може да им покажеме на гледачите. Во меѓувреме, така, ова е на телевизија Телма, исто ќе заследите и ова на Facebook, се разбира тука и на профилот на телевизија Телма ја објавуваме редовно темата, така да, еве, денес имаме конкретно прашање до сите вас, дали со оваа понуда нашиот источен сосед ја премина црвената линија. Ајде одиме со гледач, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Вака Тина. Повелете. Ова работа не се случува сега. Ова се случуваат години и години. Има 150.000 кои, да речем, македонци се сите за мене
И од националностите има земано пасоши. Најпојче, да речеме, албанци, бидејќи сум директно запознат, работи човек во Бугарија, и то македонец, при поднесување, ако 150.000 има, 40.000 има албанци само и други народности, не ми смета тоа. Меѓутоа, за сите овие години, каде беа нашите партии или нашите власти, било кој или ВМРО и СДС, да преземат тој чекор или не може испишување од Македонија или што ти ја знам. И сега не е криво. Па луѓето си работеле, бугарите и си работаат. Видовте вие сега што направија за во Албанија кога појдоа за пописо, што му нудеа на македонците да се пишат бугари. Кај спијаме ние? Каде спијаме ние кога ни ромите ги прибравте ни ништо, ги прибраја, албанските партии ги прибраја, му дадоја по некоја пара таму и затоа стана бројни, да речам, над 25%. И секој ни е на скрип. Што чини ова држава? Што кај нас чини? Ние сме сите научени само да земиме куперо и да си одиме од ова држава. И кој ќе чува, не... Благодарам многу за јавувањето и ве уште еднаш подсетување дека секако можете да не следите на Facebook, да продолжите и таму и да коментирате, шернувате и лајкнувате. Па кога сме веќе кај коментарите, ќе го прочитаме секако и коментарот на Игор Јанковски, кој што напишал: здраво, поздрав од Игор Јанковски од Беровско. Поздрав, Игор, до тебе секако, во врска со нашиот источен сосед Бугарија. Дефинитивно ги премина сите можни граници. Бугарија со незината политика на провокации и постојаното негирање кон македонскиот народ покажува колку тоа не смета за братски народ. Истата таа европска држава Бугарија да покаже барем малку дека ги негува европските вредности на која истата се повикува и да ги имплементира пресудите на Европскиот суд за човекови права во корист на македонското малцинство во Бугарија. А исто така и да го признае историскиот факт за незината улога за време на фашизмот. Доста е со негации и провокации, доста. А секако не е доста од вас, драги мои, па продолжуваме со следен гледач. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден, пинче моја. Добар ден. Телна телевизија, најубавата водителка со најубав осмех на лицето и многу достојна за да ја водите емисијата. Благодарам многу за убавите зборови. Сега вака, одамна бугарите е пречекорија црвената линија. Извинувам, дали ме прашавте нешто? Не, ве слушаме, продолжете, ги гледате, ете ги има и прашањата, па еве според вас председали се премина црвената линија со оваа понуда? Одамна е премината линијата црвена на бугарите, знаејќи дека ВМРО нема да се покори да ги примни во уставот и намерно прават провокации. Меѓутоа, ја ја обвинувам нашата влада, ненародна, терористичка влада, што дозволува на вакви пропагандни работи, што пушта Бугарија против Македонија. Еве секако на Виктор Стојанов му е забранет влезот во Македонија и тоа на неодредено време. Да, и за тоа сум запознаета, меѓутоа не треба да дозволат опште преговори со Бугарија. Треба да ја повлечат комисијата што преговара со Бугарија. Ние знаеме кои се бугарите. Фашист не може да биде никој пат човек. Фашист е фашист. Фашистичко однесување го има цел живот. Не сега, јас сум 68 годишна жена. Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди кога се вклучувате, за да не изгледа дека ве прекинуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Уште еден 68 годишник. Вака. Значи, Бугарија зошто, кога беше цела Југославија, па и после осамостојањето на Македонија, ги немаше овие реакции. Значи, немаше кој да му даде повод. Оваа влада сега што е, начело со Зоран Заев, тоа му го овозможи. И
му кажа Зоран Заев, што сакате тоа, барете, се ќе добиете. За возраст на тоа најверојатно, ја не бев таму, па да тврдам, но има голема награда добиена Зоран Заев. И према тоа, што ни стои чудно нас, дека бугарите барат. Уште повеќе ќе барат. Ова не е ништо. Тоа му го дозволи Зоран Заев. И оваа влада што поскоро. Значи, и сега што стоje зиен имаме. Секоја секунда имаме зиен од оваа влада. Не говорам за минута, тоа е многу. Значи, толку би сакал да кажем, оваа влада веднаш да си замене. Не вреди ова. Тоа е пропаст за Македонија. Имам да говорам до утре се бајде, но ево нека се јават, просто оставуваме и за другите. Благодарам сега кој што го искористивте вашиот простор да се вклучите во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Поздрав и до тебе. Па еве, како ви се чини целава оваа понуда? Премината ли е црвената линија? Црвената, добро кажа и гледачката, одамна е помината. Меѓутоа сега ова и провокација и асимилација. Да беше само провокација, ќе бара они и македонците во Егејска Македонија ги сменат презимињата, ма тамо не смеат. Приказната е овде да се изврши асимилација. Како што се прават обидите во Косово, во Албанија исто се нудат разни подароци, лаптопи тамо, пасоши. Значи, чист обид за асимилација. И сега, кај не реагира нашата влада, со некој демарш тамо Министерството за надворешни работи. Уште е поголем проблемот што не реагира бугарската влада. Значи, земја членка на Европска унија да го дозволи ова, а плюс па Европа што не гледа. Незина членка што прави? Како е Европа слепа на ова што се случува? Ајде да ги баталиме бугарите. Они си имаат уште од 1970 некоја година тамо некоја агенда на нивната академија, како треба да се асимилираат македонците. И тоа се тера сега. Значи, тоа е дел од таа агенда. Него како Европа тоа не го гледа? А не го гледа и затоа што и нашите молчат. Што молчат нашите, ако не се брани сам, ви они немаат гајле, зашто би те бранеле? Пак е да е големата вина кај нашите, а и Европа има вина, има и бугарската влада. Благодарам вам за јавувањето во црвена линија. Еве уште еден твит во меѓувреме, додека го вклучиме следниот гледач или можеби гледачка. Боби има напишано: има еден интересен контрапредлог да понудиме по 2 банки за да си дојдат на ски заинтересираните од комшилук. Кој знае дали ќе постигне системот на МВР. Нова бугарска провокација во Македонија даваат по 300 евра ако си го промениш презимето на ОФ или Ф. Па дали еве со ова понуда всушност нашиот источен сосед ја премина црвената линија. Добар ден. Добар ден, Барбике, и убав ден. Најубав ден и вам секако. Да не се љути што ти реков Барбика. Не воопшто, не воопшто. А еве дали ја премина црвената линија? Не да ја премина, ја одмина скроз, не постои више. Ние сме бајчиња, да ми извиниш на изразот. Како може да дојде таа кордалени, како се вика, да ни дава памет ние што треба да правиме тука. Ама нека си гледа дома нейниот двор каков е. И оној од Франција, секај него е решено. И Италија тамо што се. Сите тие се глумци што глумираа за да се ги земат паричките. Денеска, како може он да го излаже тамо нивниот народ? Оти Хрватска не ја излажа, него ние сме наивни луѓе. Ние ништо не знаеме, односовто далеко. Не може така да биде како они што сакаат. Ни Бугарија, ни никој не може да ми го оспори моето име и презиме и да ми го оствари дека не сум јас македонка, дека сум ја бугарка или не. Тоа нема да биде. Па не знам што да биде. Толку ви благодарам, извини ако сгреши. Не сгрешивте воопшто, ви велиме и ние благодарам за учеството во црвена линија. Ево уште еден интересен твит пред да преминеме на рекламите. Punchable напишал: што да правиме ние што
Ние на F, а немаме ништо бугарско у нас. Можам да го сменам? Сега, ако не го менувајте каналот, одиме со реклами. Црвена линија повторно секако по рекламите во оној дел каде што задолжително ги соопштуваме резултатите од Instagram стори анкетата. Тоа е знак и подсетување дека сега веќе веднаш можете да не заследите и на Instagram, подсетувам на Twitter и секако на Facebook. Па ајде да видиме денес како одговорија Инстаграмџи. На анкетното прашање дали нашиот источен сосед ја премина црвената линија, со да одговорија 96%, со не одговорија 4%. Она што е сигурно е дека овде ќе ви се заблагодарам за учеството пред се во црвена линија, но секако нашето комуницирање ќе премине во една поинаква канцеларија, да речам подобро друга димензија, каде што имаме 100% пред се добра забава, другарување и најважно се вредни награди за освојување. Онака вторнички подсетувам дека денес имате можност да се освоите нов велосипед. Тоа секако го доделува нашиот генерален спонзор, а ваше е секако, ако имате поддршка да имате од членовите на семејството, да подкажуваат и да не заборавите. Гуглајте и секако барајте ги одговорите онаму каде што Google се знае. За многу кусо време ќе се најдам јас до тркалото, ова е само знак да ги подсетам дека особено драго ќе ми биде оние мои редовни стандардни гледачи на црвена линија да ги слушнеме за кусо време и во завртин на Телма. Па ајде да го вртиме тркалото заедно. Се гледаме.